Почитувани слушатели, Бог да ве благослови. Второто писмо од апостол Павле до Солунската црква, напишано 54 година од нашата ера. Поздрав од Павле, Силван и Тимотеј до црквата во Солун, во Бог нашиот Татко и Господ Исус Христос. Да имате милост и мир од Бог нашиот Татко и Господ Исус Христос. Божи суд и слава. Браќа, должни сме секогаш да му благодариме на Бог за вас, како што е достојно, затоа што вашата вера премногу напредува и љубовта на секој од вас расте еден спрема друг. Така што ние самите се фалиме со вас меѓу Божите цркви, поради вашата постојаност и вашата вера во сите ваши прогонства и неволи, кои ги поднесувате. Што тоа е доказ за Божиот праведен суд и дека ќе бидете достојни за Божиото царство за кое и страдате. Зашто праведно е пред Бог да им врати мака на оние кои ве измачуваат, а вам, на измачуваните, да ви врати утеха заедно со нас, кога ќе се појави Господ Исус од небото, заедно со ангелите на својата сила, во распламтен оган, за да им се одмазди на оние кои не го познаваат Бог и кои се непослушни на добрата вест на нашиот Господ Исус Христос. Тие ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеку од Господовото лице и од славата на Неговата сила. Кога ќе дојде во оној ден, за да се прослави во своите свети и да се покаже прекрасен во сите кои веруваат, зашто вие поверувавте во нашето сведоштво. Зато се молиме секогаш за вас, нашиот Бог да ве направи достојни за тој повик и да ве оспособи да исполнувате секоја добра волја во се што е добро и секое дело на верата во сила, за да се прослави во вас името на нашиот Господ Исус Христос и вие во Него, според милоста на нашиот Бог и Господ Исус Христос. Големиот отпад пред Христовото доаѓање. А што се однесува за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање околу Него, ве молиме, браќа, немојте лесно да се поколебате во своето разбирање, ниту да се вознемирувате преку некаков дух или преку збор или некакво писмо, како да е од нас испратено и дека веќе настанал Господовиот ден. Никој да не ве измами ни по каков начин, зашто најнапред ќе дојде отпад и ќе се појави човекот на гревот, синот на пропаста, противник кој самиот себе се возвишува против се она што се нарекува Бог или нешто што се почитува како светост, дури дотаму што ќе седне и во Божиот храм како Бог и ќе тврди за себе дека е Бог. Зарем не се сеќавате дека за тоа ви зборував уште додека бев кај вас? И сега знаете што е тоа што го задржува да се појави во свое време. Зашто тајната на беззаконието веќе е на дело. Само треба да се отстрани оној што сега го задржува. И тогаш ќе се открие беззаконикот, кого Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. А беззаконикот ќе дојде според сатанското дејство, со секаква сила, лажни знаци и чудни дејства, и со сите неправедни измами меѓу оние кои пропаѓаат, бидејќи не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат, и затоа Бог ќе им испрати моќ на измама, за да поверуваат во лагата, и да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, туку се одлучија за неправдата. Верните да бидат цврсти во верата. А ние, мили браќа во Господ, должни сме секогаш да му благодариме на Бог за вас, затоа што Бог ве одбра од почетокот за спасение преку осветувањето на Духот и вера во вистината.
со што ве повика преку нашата добра вест, за да ја добиете славата на нашиот Господ Исус Христос. И затоа, браќа, стоите и држете ги овие правила кои ги научивте од нас, било преку збор или преку нашето писмо. А самиот наш Господ Исус Христос и нашиот Бог и Татко, кој не засака и според милоста ни даде вечна утеха и добра надеж, нека ги утеши вашите срца и нека ве направи цврсти во секој добар збор и дело. Молитва за Павле. И така, браќа, молете се за нас, за да напредува Господовиот збор и да се слави како и кај вас, и да се избавиме од неправедни и злобни луѓе, зашто во сите ја нема истата вера. Но верен е Господ, кој ќе ве направи да бидете цврсти и кој ќе ве зачува од лукавиот. Ние сме уверени во Господ за вас, дека ова што ви го заповедаме, вие го правите и ќе го правите и понатаму. А Господ нека ви ги насучи вашите срца кон Божјата љубов и Христовото трпение. Предупредување против мрзливоста. Во името на нашиот Господ Исус Христос ве советувам, браќа, да се двоите од секој брат кој живее неуреден живот и кој не го следи правилото кое го примил од нас. Вие сами знаете како треба да го следите нашиот пример, зашто ние не се однесувавме безработно меѓу вас. Ниту го јадевме лебот бесплатно, туку со труд и мака работевме дење и ноќе, за да не станеме нечии товар. Не затоа што немаме право, туку ние сакаме во се да сме угледни, за да го следите нашиот пример. Зашто уште додека бевме кај вас, ви го заповедавме следново: кој не сака да работи, да не бара леб да јаде, бидејќи слушнавме дека некои меѓу вас не работат ништо, туку се мешаат во работите на другите. На таквите им заповедаме и ги молиме преку нашиот Господ Исус Христос да работат мирно и да си го јадат својот леб. А вам, браќа, да не ви е тешко кога правите добро, и доколку некој не го послуша нашиот збор преку оваа писмо, забележете го и не дружете се со него, за да се застрами, но немојте да го сметате како непријател, туку советувајте го како брат. Благослови. А сам Господ на мирот да ви дава мир секогаш и насекаде. Господ да биде со сите вас. Ве поздравувам, јас лично Павле, со мојата рака како знак во сите мои писма. Еве така пишувам: милоста на нашиот Господ Исус Христос да биде со сите вас. Амин.